Почна реализацијата на проектот преку гранична образовна мрежа за деца со посебни потреби во 4 општини во Источнопланскиот регион и во бугарската општина Гоце Делчев. Во училишта во Штип, Кочани, Пробиштип и Виница и во 2 во Гоце Делчев ќе се изградат лифтови, рампи или пак ќе се опремат простории со справи за вежбање за деца со посебни потреби, вели Драгица Здравева, раководител на Центарот за развој на Источнопланскиот регион, кој се јавува како носител на проектот. Проектот се однесува на инфраструктурна опременост, односно реконструкција на училиштата за да можат да ги примаат децата со посебни потреби. Пред се овде мислиме на деца со мал физички хендикеп. Од страна на нашиот Источен плански регион опфатени се 4 општини, 4 основни училишта. Тоа се училиште во Штип, училиште во Кочани, училиште во општина Виница и училиште во општина Пробиштип, а од страна на Република Бугарија опфатена е општина Гоце Делчев со 2 училишта. Тоа е многу важен проект за хората кои Тоа е многу важен проект за децата со хендикеп кои имаат потешкоти да одат на училиште. Кај нас проектот ќе се реализира во 2 училишта, и тоа во второто основно Гоце Делчев и третото основно Браке Миладинови. Трето основно Брате Миладинови ќе имат возможност Со тоа ќе овозможиме децата без проблеми да влегуваат во училиштата, да ги користат санитарните јазди, со еден збор ќе имаат достапна средина. Важен е проектот при нас близо. Важно за проектот е што кај нас ќе се реализираат околу 150.000 евра и сметам дека тоа е само мал чекор во помошта на лицата со посебни потреби, поточно на децата со физички хендикеп. Кам хората кои имат затруднение, става въпрос към децата. Проектот чини 300.000 евра. Здравева вели дека ова е првиот проект кој пред 2 години го добиле од Европската унија. Истиот е оценет и рангиран како прв. И од македонска и од бугарска страна вела дека трнлив е патот до европските пари, бидејќи од страна на Унијата се бараат посебни критериуми. Преку гранична образовна мрежа за деца со посебни потреби те се одвива во наредните 2 години.